Животот покрај пруга ви донесе еден специфичен предизвик за време на неодамнешниот бран на бегалци во Македонија. Што ве предизвика да им помогнете на бегалците и на начинот на кој им помогнавте? Да, животот покрај пругата од 2013 година за мене стана голем предизвик, голема пресвртница во животот, што би се рекло, да се научиш на секакви моменти, на сурови моменти што животот може да ти ги зададе, а не знаеш кога. Од 2013 година, од кога почна помали групи на бегалци да се движат по железничките пруги, немаше време многу за размислување нити кои се, нити што се. Затоа што само можев да приметам дека на сите тие дечки млади од 20 до 30 години дека им е потребна помош. Време за размислување немаше, нити од каде сте, нити што сте, но им требаше топол чај, топла облека и безбедно да го продолжат своето патување. Каква е состојбата со бегалците сега? Состојбата со бегалците сега е смирена. Од јужната граница, односно од Грција, имаме многу мал број на движење на бегалци. Меѓутоа, во моментов зголемен е бројот на бегалците кои што се движат во обратна насока, односно од север спрема југ. Бегалците се враќаат веќе. Истите бегалци што заминале за Србија, сега веќе почнуваат да се враќаат, не можејќи да го издржат притисокот, никаков статус немаат, останати се на улиците, по парковите, на железничката станица во Београд, така да одлучуваат да се вратат повторно во Грција, рачунајќи дека оттаму побезбедно ќе наидат на начин, на решение како да заминат до Европа. Имавте ли помош и поддршка од домашните институции? За каков вид на помош и поддршка се работи, доколку ја имавте? Така, уште од првиот момент кога почнаа да се движат помали групи од 20 до 30 души, семејството беше секогаш со мене околу подготовката на храната, околу да се купи нешто што е потребно, дали лекови, дали за малите бебиња, дали некој лек или било што, секогаш мораше некого да испратам, да купи, да донесе, да ми помогне, така да од првиот ден помошта заедно со семејството ја пружавме. Имаше многу позитивни реакции и од домашните институции, меѓутоа и од меѓународната заедница за она што вие го правевте за бегалците. Меѓутоа, за жал, имаше и негативни реакции. Колку сметаше работата на еден граѓански активист во помагање на бегалците кои што поминуваа низ Македонија? Така, на самите почетоци во Македонија се створи една ксенофобија меѓу народот, меѓу граѓаните, дека тоа се болни луѓе, дека се носат заразни болести, дека се терористи, дека се... Меѓутоа се борев и со тоа и мислам дека доста успеав, можеби не доволно, но според мене тоа колку што можев јас самата да го направам. И оние луѓе кои изразуваа негативност према бегалците, се трудев да ги соочам очи во очи со бегалецот, да видат што значи еден бегалец, еден паталец, да видат што значи едно младо момче кое можеби е доктор на науки или професор, меѓутоа силом приликом морал да напушти својата земја, бидејќи веќе нема дом, нема каде да живее, неговото семејство веќе изгорело, нема ништо, се е пепел останато, така да како ги соочуев моите соседи, моите пријатели со бегалците, за многу кратко време го менуваа мислењето и ми се приклучуваа кон помошта. Некако изгледа дека темата за бегалците на маргините во јавноста, сепак се најавуваат нови бранови на бегалци кои треба да поминат низ Македонија. Што би препорачале вие? Така, веќе медиумите секој ден, политиката ја следиме каква е, таква е, таа се менува од час во час, во исчекување снена, ете, како што веќе големите функционери најавуваат дека можно е да дојде до голем бран на бегалци. Јас сум тука, се подготвувам, меѓутоа помош е потребна,
Еве апелирам дека помош е потребна од секаков вид, од медицински материјал, од храна, од обувки, од вода. Сега веќе доаѓа и летниот период, потребно е повеќе вода, така да помош е потребна од секаков вид.